Митко Гогов, благодарам за времето што еве во очи утрешниот голем настан за македонската поезија одвои време да бидеш гостин во вестите на ТВ канал ВИС. Италијанскиот конкурс за поезија, откако се запозна со поезијата на Митко Гогов, одлучи ли да ја востанови наградата за најдобра македонска поезија? Како е приказната во овој дел, кој што оваа награда ќе се доделува во чест на великанот на македонскиот пишан збор Анте Поповски? Најпрво им благодарност за поканата и до целиот тим на ТВ канал ВИС затоа што секогаш ги следи активностите на Сдруженијето за развој на култура и заштита на културно наследство контекстот Струмица околу наградата Анте во слово. Знаете, минатата година јас бев носител на наградата Ангело Лавекија, која се доделува во Сицилија, во Италија. И освен носечката награда, таму и минатата година беше доделувањето на награда за еминентниот руски поет, што е, можеме да кажеме, на исто ниво бард како нашиот Анте Поповски. И случајно после доделувањето на наградите, во разговор со организаторот на меѓународната поетска манифестација Ангело Лавекија, односно синот на Ангело Лавекија. Ангело Лавекија е уште еден великан во современата италијанска поезија. Разговаравме дека би било убаво доколку востановиме награда која ќе биде со носител на некој квалитетен автор од Македонија, со што и самата италијанска манифестација и фестивал ќе го доближиме поблиско до македонските автори, но исто така и ќе направиме нешто со кое ќе запишеме една нова историја во македонската современа книжевност, односно ќе востановиме награда за еден наш современик, односно за бардот на македонската книжевност Анте Поповски, која за прв пат е од ваков тип и се однесува на македонски автор, а се доделува надвор од Македонија. Така, колку на овој прв конкурс, претпоставувам, имавте објавено до македонските поети, уметници, колкав беше интересот, колку пристигна творби и како беше, кој жири одлучуваше која ќе го поведе лауреатот? Во принцип, особено ми е драго дека не постои конкурс на Сдруженијето Контекст од Струмица кој поминува незабележително. Така, ако ги сумираме резултатите од меѓународниот фестивал 100.000 поети за промена, на кој веќе 7 години поред учествуваат по најмалку 300 автори од Македонија, и со оглед на тоа дека ова е прва востановена награда од ваков тип и ова е всушност на некој начин пилот верзија на самиот концепт и идеја на манифестацијата и она што треба да следува во иднина. Особено ми е драго дека одзивот беше огромен, односно некаде од повеќе од 150 автори од Македонија и пошироко од Балканот се пријавија, со тоа што едно од основните правила беше поезијата да биде испратена освен на македонски и на италијански или на англиски јазик, со што можеше да биде конкурсот од поширок карактер, и имавме некаде околу 150 автори, меѓу кои навистина имаше и еминентни автори, современици наши, некои од нив кои се дел од Македонската академија на науките и уметностите, голем дел од нив членови на Друштвото на писатели на Македонија, а жирито беше составено од експерти, професори кои си ја знаат својата област, односно книжевноста или поетиката како специфична форма, и секако представници од фамилијата на Анте Поповски, затоа што сметав дека е исклучително важно да направиме синергија со фамилијата на Анте Поповски доколку сакаме ова награда да се востанови и да биде препознатлива не само за Македонија, туку и за Балканот. Така, Томислав Осман е годинешниот победник кој што утре треба да го добие признанието. Каде ќе се одржи целиот настан, како е планираната агенда? Особено ми е драго дека
првото официјално доделување на наградите како прво се случи во Сицилија како дел од меѓународниот фестивал Ангел Лавекија, а решивме да ја почнеме оваа нова пракса, што значи дека ќе имаме и официјално доделување на наградите во Македонија. Овде ќе се случи во спомен собата на Анте Поповски, која се наоѓа во населбата Ѓорче Петров, односно е дел од Центарот за култура на населбата Ѓорче Петров во Скопје, и особено ми е драго дека самиот градоначалник на општината изрази огромно задоволство дека започнуваме еден таков сериозен потват со кој ќе помогнеме и самата општина да добие уште една значајна активност, односно уште еден настан кој ќе стане препознатлив за самата локација. И особено ми е драго дека освен Министерството за култура на Италија, од оваа година добивме поддршка и од Министерот за култура на Република Македонија, а се надеваме дека овде ќе биде и директорот на Агенцијата за иселеништво, затоа што, како што кажав, станува збор за награда која се доделува за македонски автор, но надвор од Македонија. Така, и дали очекувате да стане традиционална оваа награда во рамки на италијанскиот фестивал, или можеби потоа ќе добие своја видна автономија и самостојност во понатамошниот процес? Наградата Анте во слово ја започнавме како дел од оваа меѓународна манифестација, и особено ми е драго дека Италија со широки раци го прифати целиот тој концепт кој ние го понудивме за нашиот проект, односно за нашето доделување на наградата. Оваа година бевме поддржани од Министерството за култура со малку поголем проект, така Анте во слово ќе биде награда која ќе се доделува во Сицилија, а потоа ќе биде пренесена и овде, но се надеваме дека оваа година ќе започнеме со уште еден меѓународен конкурс, односно награда Анте во перо, кој ќе биде наменет за авторите од цел свет, но неговото официјално доделување, односно седиште, ќе биде во Македонија. Така, ти благодарам, Митко, уште еднаш за времето, за тоа што беше гостин од вестите на. Ви благодарам и на вас. Да. Поштувани, останувате со вестите.